Во овој серијал на религии, гостин мој е Маја Голи, која ќе зборува за нејзината религија, по религија е католик, а се презива Аголи. Маја, од кај потекнува ова презиме? Ова презиме потекнува од сопругот, пошто они се со две религијски вери, од мајка католчиња, од татко турчин. И нормално, јас македонка, по самото венчање, презимето ми се допаѓаше, немав ништо против тоа, што религијата ни е малку чудна, пошто три религии сме ние фактички у фамилијарата. Ама јас прифатив и едната и другата, почитувам исто и другата религија, мислам на свекорот, таа е муслиманска, ама повеќето идевме ние на христијанската, пошто сите сме крштевани. Така, вие сте родена крштевана, така, значи сте родена како православна македонка. И вашата приказна е, значи се мажите за католик, кој исто така е пола и муслиман. Пола, да, муслиман. Така. Ајде да почнеме вака. Како го запознавте вашиот маж? Дали знаевте дека тој е? Па да, се запознавме на гости, бев јас. Се запознавме, тоа беше многу поодамна, скоро 38 години. Се запознавме и за кратко време склопивме брак. Ама доста млада си имам мажено, мислам, тоа... Сега сум више во тие зрели години, ама тогаш не ми сметаше ништо. Како решивте дека ќе ја прифатите? Дали бевте форсирани да прифатите оваа религија или пак? Не. Тука немало ми само опште проблеми у фамилијата. Кој што си сака, тоа си е. Исто Великден сме славеле, Божик сме славеле, па сме и Бајрам сме славеле, значи немало опште проблем. Свекор ми мислам човек беше со култура, свекрвата од Хрватска, нормално, со тука немаше проблем. Децата ми се крштевани, 4 ми се у православна црква, најмалото ми е у католичка црква. Ете да не биде поделба, значи прифативме и тоа и тоа. Сега у католичката вера, јас кога мислам нивната религија, кога почнав да идам у католичка црква, малку ке нив беше поразвиена културата, зближување со Христа, празничните денови. Ке нив мала разлика меѓу нашата религија и нивната, тоа е многу нешто каде мал мост. Така го викавме ние у католичката црква, иначе нема нешто разлика. И разлика е што кај нив, например, они се малку со повисоко знаење, со повеќето зборови за децата, они се за нас, мислам, нормално верниците, уопште за луѓето, они сакат да бидат напредни, да има школување, да секој човек биде ценет, да не биде нешто, не знам како да го изјаснам сега тоа, може да ми исправите тука ако сакате, ама не е проблем тука. Сега таму ми се стопаѓаше тоа што таму имаше веронауки на децата, учеа странски јазици. Тоа беше, мислам, еден голем чин, доаѓаше папата, доаѓаа кардинали. Значи, тука кај нив имаше една разлика меѓу нашата православната црква, убава нашата црква, јас многу си ја сакам и одам и там, ама ова ми се допадна многу со децата. Значи, таму таа нивната религија, децата ги уходува по Божи пат, имаше прослави, имаше децата глумеа, мислам, филмот Исус го глумеа. Значи, некои работи се кај нив поразлични од православието, али не е многу голема разлика како мислат, не знам, луѓето, немаме ние голема разлика. Како се крстевте во, да речем, на кој начин се прекрстивте од православна во католичка? Дали бевте дали имаше некој обичај на кој се ја сменивте, нели вера? Само синот ми е таму крштеван по тој обред католички. Иначе јас сум си венчана у православна црква. Така да нема второ венчање, тоа исто наше кој викат, еднаш умира човек и еднаш се раѓа.
И тука ние немавме никаков проблем со црквата, што одлучивме детето да биде крштевано од таа нивната религија. И стварно, не знам, ми се допадна кај нив. Нешто ме привлече нивното знаење, нивното учење со децава. А од што се разликува од православната црква? Па видите, православната црква, например, кај нас нели идеш нормално од празник на празник, недела ако сакаш идеш на богослужба. Сега не знам колку е развиена веронауката у православната црква, ама некои работи, знаеш, православната црква има Лимитирани се? лимитирано до каде. А у католичката црква они се малку понапредени. Со нив можеш, мислам, да споделиш било што. Они се тука за да помогнат со децата. Еве јас како самохрана мајка на 5 деца, за било што да се обратам, они се малце со повисока култура, со знаеш како викаат, они се малце поразвиени. Католицизмот е и поголем свет, они ондака има таму, они си ја ценат превише црквата, донираат за деца, за болести, за лекови, за било што. И да има некоја разлика, нема толку огромна разлика, пошто на 5 јануар ние исто го славиме православниот Божик у католичка црква. На кој начин? Исто како на православно. Исто како православната црква и таму. Кој што ни да ни све бадеме оно доче, све се беше, пошто сега е Киро Стојанов. И он сега тука нешто, тука сме малце приближни сега. Како едно нешто споено е сега црквата со православието. Кажи ми, какви молитви извршувате? Исто. Исто како православната црква. Само разлика е што мисата у католичката црква и у православната црква, разликата е што православната црква нели поддржи богослужба, овде држиме миса, ние држиме миса. Например, односот на молење е различен, затоа што у православната црква нели сите стоиме, а овде ќе имаш клупи и столици. И сега ти нормално тука, кога треба да станеш, ќе станеш, кога треба да седнеш да го слушаш свештеникот, го слушаш. Оргулите нели пеат, се пее, тука е разликата, иначе нема нешто посебно меѓу православната и католицизмот. А кои се другите обичаи, пример? Дали има некои други обичаи што другите религии, не само православната? Види, католичката црква нема нешто посебно до толку обичаи некој. Кај нив нормално се слави Божик, Великден и Свети Никола. Тие се, мислам, тие А иначе они нема така нешто за посебно да би било нешто, некој обичај за... Мисата се разликува, празниците се... Дали католиците постат? Постат. Од тој датум кога ќе почне постат и за Божик и за Великден. Имаш пепелници, имаш одредени празници, имаш ова Велика Госпа, тие што се мислам христијанските празници, тоа. Кажете ми, кои активности ги спроведувате во заедницата дали сте во некоја заедница на католичка црква? Напред, дека ми беа помали децата, бевме поактивни, тогаш беа, мислам, поголемо свештенството беше порасширено, поразвиено. Сега малку е мислам, сега малце подруго. Моите деца порасна, нели фати пандемијава и јас само идам неделите. Во која религија се пронајдоа вашите деца? Они се делси се го слават и православното, а го слават и католичката. Иначе исто си славиме Божик, православен Божик, бадник, значи сите обичаи си ги правиме. Сега бадник нема, кај нив палење огин нема како што има, например, кај нас. Кај нив си иде на 24 си иде, 23 си иде вечер на миса и утре дента 24 декември се слави. Дали сте информирани колку католици има во Македонија? Па види, има доста, ама доста има и иселени. Мислам дека сега е поголема бројката на иселеност. Сега е поголема бројката на иселеност. Да се навратиме малце и кон исламската, нели и вашиот маж бил пола муслиман? Пола Католик. Католик. Така.
Кажете ми, дали сте ја примиле вие муслиманската вера? Или повеќе? Повеќето христијанската, тоа не сакаше, мислам сам свекорот мој, не сакаше, пошто вика, идете вие, вика, нема потреба. А од каде потекнува? Не од Дебар иначе, да. Од Дебар, од фамилија, мислам, познати се они доста од времето. Сега е ова презиме малце чудно, знаеш, на секого му паѓа чудно кој ќе го прочита, а иначе сме славеле и Бајрам. Тоа да. Дали вие никогаш сте правеле баклава? Не. Не, тоа се крва ми правеше. Да. И како е да се биде дел од три религии? Ништо прифаќаш, кога почина нормално секој, го захопавме нормално по негов обичај. Кога почина све крва ми, нормално по христијански, по католички, што немаат посебно на гробишта, исто и сопругот кога почина, исто, да. Ви благодарам многу господја Маја за вашата приказна, верувам дека ќе инспирира уште многу други. Иначе Кои- сите вери имаат своја убавина. Секој верник не треба да ја дели верата, зашто секоја вера си има по нешто убаво, викаат, нешто што пламти како, нешто како срцето што пламти, секојаш има убави моменти у секоја вера. Значи, ние си ја сакаме и почитуваме сите вери. И јас и моите деца. Ништо, благодарам и на вас.